call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go! I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never feel. Уважаеми присутни, драги гости, ви благодарам сите на вашето присуство денеска. Како што знаете, некои директно ги поканив, некои претпоставувам дека видели информации за настанот па се тука и ми направија често своето присуство. Имено правиме промоција на книгата Денот кога заборавивме да плачеме. Тоа е збирка научно-фантастични раскази, која што, да кажам, се работеше на оваа збирка на компилирање и на самото создавање и пишување на расказите неколку месеци. И ете, инцидентно одлучив да создадам една збирка. Инаку расказите не се многу слични, затоа верувам дека и промоторот ќе говори, не се многу слични меѓу себе, особено заради тоа што првиот расказ ќе се согласиш со мене драстично се разликува од другите и по должина, и по композиција, и по структура, и по број на ликови, и по расплет, и по динамика и така натаму, така што ќе го забележите. Вие што ќе го читате првиот расказ веќе дека има разлика со останатите 8, другите 8 се прилично слични, меѓутоа се на различна тематика. Јас секако како автор ќе говорам, меѓутоа мислам дека е малку непристојно да давам насоки уште пред да почне промоторот. Мислам дека тој треба да го има главниот збор и да го обликува толкувањето и значењето на делото, така што сега ќе му отстапам простор на мојот промотор професор доктор Лазар Трипков, кој воедно и рецензент на книгата. Неговата рецензија ќе можете да ја прочитате во самата книга, а потоа и јас ќе се обратам и еве ќе кажам која била мојата намера како автор и на некој начин да го откриам или да го дополнам значењето кој што ти ќе го претпоставиш, Лаза, повеле. Благодарам многу. Ти благодарам, Магда, за поканата, да бидам не само рецензент, него и промотор на ова, сметам, многу храбро издание. Ќе имате прилика и сами да се уверите кога ќе ја прочитате збирката раскази. Прво би сакал да се представам кратко. Моето име е Лазар Трипков, работам како професор по графички дизајн, меѓутоа моите истражувања се врзани со виртуелната реалност и вештачката интелигенција. И тоа е дел од мојот докторат нов, кој што е поврзан со буквално артикулацијата на интелигенцијата, односно како може вештачката интелигенција да влие во обликувањето на светот, односно кога би биле ние на некој начин учесници директни во воспоставувањето на некаква рамка или шаблон, тогаш каква би сакали иднина да претпоставиме доколку вештачката интелигенција ја ставиме во функција на човештвото. И тука ова збирка раскази морам да признам дека ме извади малце од таа некомфортна зона во која што научно-истражувачки се обидува веќе скоро година дена да навлезам, и покрај тоа што сите истражувања и сите оние теми кои што беа поврзани со вештачката интелигенција задира многу повеќе во однос на корелацијата на развојот на човековата интелигенција, нели претпоставката дека вештачката интелигенција би била повеќе успешна ако човечката интелигенција е помала, односно пониска, односно нејзиното влијание би било понезабележително. Меѓутоа, од друг еден контекст кој што историски се провлекува наназад, веројатно ова што се случува со вештачката интелигенција е четвртата индустријска револуција која што се случува на човештвото. И тоа неминовно, без разлика дали ние ќе се согласиме или не, задире има многу големо влијание врз сите културолошки процеси. Најмногу во однос на образованието и дури циклично, ако разгледаме, да речеме, во однос на сите останати претходни индустријски револуции, секогаш пред одредена индустријска револуција да се случи, на човештвото му се случувале некакви процеси кои што можеби не биле директно врзани со пандемија и слично, меѓутоа настапувал еден период на сериозно длабоко задирање во човековиот идентитет или интегритет. Па така оваа четврта индустријска револуција нас ни ја донесе вештачката интелигенција и нели
Ако земеме и анализираме малку подлабоко или се присетиме на назад, барем од часовите по историја кои што сме ги имале, секогаш во тој контекст бележиме позитивни и негативни рефлексии, односно луѓе кои што се приклонуваат, ја превземаат, односно ги користат атрибутите, и оние кои што се противат на сето тоа. Во уметноста се забележани сериозни тенденции, а најмногу, да речеме, ако ја земеме во предвид индустријската револуција од 19 век, па она што го има направено и како пробив е неминовно значаен за развојот на човештвото, посебно за развојот на филозофијата. И тоа е еден од сегментите кои што се многу битни заради тоа што напуштањето на табуто е една од карактеристиките кои што дефинитивно помага многу повеќе во ослободување и на човековата психа и состојба, посебно во однос на развојот на уметноста. Сега сакам да кажам една мала дигресија тука. Баш пред да, и тоа го напишав и во рецензијата, баш пред да ми ја прати Магде книгата да ја прочитам, разговарав со еден бивш директор на една културна институција тука кај нас и му реков: сега оној што ќе постави театарска представа напишана од вештачка интелигенција ќе остане вечно запаметен во историјата. И после неколку дена Магда ми пишува, вика има една книга, не ми кажува каква, не ми ја објаснува, немам поема. Го читам првиот расказ, бурно со емоции реагирам, заради тоа што е неверојатен, значи неверојатен пробив прави во однос на сето она што не знам е поврзано баш и со нашето минато и со идентификацијата на еден поголем простор. Меѓутоа, наредниот расказ веќе отвара некое ново поглавје кое што те нурнува уште подлабоко во неизвестноста и реков ова е тоа што некој сценарист, веројатно, или драматург, би требало малку да го дофилува, малку да го досреди, да го спакува и би можела да биде првата представа. Ама чекај сега, си викам, па не е и до крај напишано од вештачка интелигенција, па поставува некоја парадигма нова таму и ајде да видиш сега, па те тера да размислиш уште поише заради тоа што не ти открива кој расказ го напишала, односно користела вештачка интелигенција. И тука се отвара онаа двојба, нели, дополнително која што ја спомнав претходно за човековата несигурност, нели, за неможноста да ја предвидиш иднината, бидејќи не знаеш, ние сега она што го слушаме поврзано со вештачката интелигенција и сигурен сум дека можеби поголем дел од вас сте се запрашале каде сето тоа води, а еве да ги прашате помладите, еве немаме можеби у публика тинејџери, меѓутоа секој кој што пробал Discord веќе знае што значи тоа и што значи ChatGPT, а оној кој што работи, да речеме, на факултет како мене, па кога ќе им побара на студентите семинарска работа да напишат, и кога ќе земете, кога ќе го изгуглате, кога ќе го ставите на еден софтвер што проверува, ќе видите дека голем дел е вештачка интелигенција. Што се случува со човечката мисла, со слободниот став, со критичкото размислување, со компаративната метода? Каде се тие методологии кои што секогаш сме се бореле, да речеме, да ги воспоставиме како одредена насока, меѓутоа не како шаблон, нели? Меѓутоа полесно да помогне на младите за да може да се изборат и поготово, да речеме, во мојата дејност методологијата на истражување е една од најважните работи. Бидејќи без методолошки пристап вие не можете да креирате одреден продукт или да го елаборирате, па дури и предизвикот наречен книга, денот кога заборавивме да плачеме, кој што изгледа ваков, тука е дизајнерот. И уметник, да. Треба да знаете, односно треба да биде, нели, носечката комуникација, иако книгата не се купува по корицата, меѓутоа сепак нешто продава. Јас листајки ја ги размислував сите оние процеси кои што реално како истражување мене секогаш ми се наметнувале. И мене, она што ми такнуваше во однос на ова е една изрека на Емерсон, која што е многу битна заради тоа што нели Емерсон се смета за многу значаен и аналитичар, меѓу другото.
дека кој би бил маж мора да биде неконформист. Сега маж не е кажано во својство тука на пол, меѓутоа повеќе во однос на храброста која што ја има, или јас пробав да измена малце таа негова констатација, кој не пробал вештачка интелигенција мора да биде неконформист. И тука се отвара она што кај Магде е навистина многу интересно, поготово храброста, денеска покрај нефункционален државен на некој начин систем или вредносен културолошки од аспект на она што како систем или системска вредност ни го презентира поготово нас, културните работници, Министерството за култура, она на што Министерството за образование не е спремно да одговори на предизвик, а тој предизвик се вика иднина на младите поколенија, односно иднина на нашите деца и слично, односно обликување на светот во кој што тие сакаат да живеат и под какви услови сакаат да живеат, зашто нели многу е лесно денеска едноставно да се препуштите во целиот оној виртуелен свет наречен социјални мрежи, каде што не достига многу сериозна одредена референца која што детерминира репер, нели во однос на однесувањето, дополнително празнината која што не достига во образованието, подготовка за младите за соочување на сериозни предизвици кои што следат. Магде не освестува сериозно, меѓутоа и не предупредува за она што треба да се, односно она што ќе се случи и она што треба да се случи. И буквално јас тоа во мојата рецензија го напишав, односно пробав да го искористам освестувањето во однос на првиот расказ наспроти се она кое што следеше понатака. Мислам дека тоа е сериозно поставување на една драматуршка целина како таква во однос на она што понатака се предпоставките неизини за 2024 година, која што е многу битна година и во однос на теоријата за сингуларноста, се наметнува како сериозна година каде што доаѓа до одредено навлегување многу подлабоко во процесите на превземање на одредени сегменти од страна на вештачката интелигенција. Ние сите се радуваме на одредени апликации мобилни кои што имаат интуитивно учење, нели, па дури и кога пишуваме Gmail или во Yahoo, успева со тоа што пишуваме, па ни ги сложува зборовите, па така си го скратуваме времето со кое што пишуваме порака или праќаме, или да речеме кога веќе претходно нешто сте отвориле, па Google го памти сето тоа. Меѓутоа, тоа покрај тоа што го скратува нашето време, сепак и поставува одредени ограничувања. И сега тука се поставува сериозно прашање каде е нашиот интелект, односно колку ние сме способни покрај fast dialing, нели онаа опција за брзо вртење на броеви, успеваме телефонски броеви да меморираме, или дали матичниот број се уште си го памтиме, или дали има потреба да го запамтиме. Па ја многу често се присеќавам, да речеме, кога бев дете и оние старите телефони кај баба ми, колку броеви успевав да запамтам. Сега за жал не. Сите ми се стајани на favorites, на омилени броеви, едноставно ги кликам, па дури понекогаш и на керка ми не можам да се сетам телефонскиот број, што и реално не е баш за фалење. Да. Меѓутоа, сепак тие дискурси реално наметнуваат многу интересни прашања. И она што мене најмногу ми се допаѓа во однос на пристапот на Магда, заради тоа што ние неколку пати имаме правено разговор, 2 пати Магда ми има и интервјуирано, и секогаш темата на филозофијата Магда ја наметнува како природна, и тука се разговара многу во однос на одредени различни пристапи. Јас не навлегував толку многу во тие сегменти, иако иднината на филозофијата исто така и мене дополнително ми е битна, заради тоа што се бавам со визуелна комуникација и посебно улогата на символите и нивното значење кај човекот, меѓутоа исто така во однос на слободната идеја. Ако
Ако од 1905 година е многу значајна во однос на развојот на филозофската мисла, тоа се поклопува понатака со Марсел Дишамп и неговите истражувања за тоа каква е уметност, односно каква треба да биде, па следат футуристите и нивните размислувања и идеи. Тогаш, ако во ова денешно време, во четвртата индустријска револуција, кога започнува, тогаш дали филозофијата ќе биде нишка која што ќе ја обликува иднината на малце поинаков начин, иако морам да признам дека како ликовен уметник, филозофски, можеби некој нема да се согласи со мене, Магда не се согласува со мене, тоа знам. Јас сметам дека филозофијата нема решено ни еден проблем на човештвото, и тука многу сме дебатирале во однос на тоа, меѓутоа сметам дека има поставено барем некакви интересни рамки и основи. Меѓутоа, самиот концепт на мојата рецензија тука и на книгата на Магда е поставена на три основни постулати, а тоа се дискусијата за човекот и неговата слобода, иднината на слободата преку филозофијата и за сингуларноста. И на тие три сегменти мојата рецензија базира, меѓутоа она што многу ми се допадна дополнително е тоа што и професорот Анис, така? Да. Има напишано исто така сериозен текст поврзан со ова, на кој што обрнува внимание за човековата интелигенција дополнително и анализирајќи ја. Она што е препознатливо и многу карактеристично и е една од силните страни во оваа книга е незиниот јасен пристап. Дополнително односот во однос на стилското изразување. Филозофските идеи и аргументи ги прави доста сложени, меѓутоа во исто време и прилично достапни за публиката. Прави различна анализа, не можете да осетите во еден момент дали пишува за либертарианизмот или за екзистенционализмот, меѓутоа не можете до тој степен да ги разграничите, бидејќи прагма, односно таа нишка која што ја наметна во однос на вештачката интелигенција до ден денес следи. Ја имам некаков став кој е тој расказ, меѓутоа не знам дали планираш да ни откриеш на крај или не. Меѓутоа, од стапката за истакнување и одредени нијанси кои што ги истакнува во однос на незината книга, нуда стварно сериозни перспективи за размислување и дополнително сметам дека доколку оваа книга барем во одреден сегмент побуди интерес не само кај вас овде присутните, него и понатака во јавниот дискурс, можеби во одредена културолошка дебата или во одредена дебата или која што би поттикнала, да речеме, некаков семинар или настан, дали би била исперцепирана како успешен контекст, како успешна приказна, или би била едноставно осудена да биде провокатор на случувањата, бидејќи тргнуваме секогаш од тоа, она што не ни се допаѓа, сметаме дека е пред времето, можеби не го сваќаме заради тоа што не можеме да најдеме начин како да го исконтролираме, односно како да воспоставиме некаква контрола. И токму тука сингуларноста е многу значајна заради тоа што таа теорија, односно тој пристап, кој што е многу битен во однос на тоа што ние сакаме да направиме, заради тоа што во научниот контекст може да забележите предпоставки уште во 1965 година напишани во однос на развојот на вештачката интелигенција, како таа може да се користи, па дури како технологијата ќе се развија понатака и она што ние самите можеби посакуваме дека ќе се случи, меѓутоа сепак од друга страна е сериозно загрижувачки, можеби најмногу заради тоа што живееме во таква средина која што е многу непредвидлива
и не можеме да воспоставиме посериозна контрола. Јас би сакал да прочитам само еден дел од еден расказ кој што го има Магде напишано, кој што мене ми го остава меѓу останатите многу сериозен впечаток заради тоа што влијае во однос на она што може би треба сериозно да го размислиме, односно да го сватиме, и вика вака: во расказот Болката што живот дава, Магда не запознава со Џозеф. Тој е софистициран хуманоид, способен за тешки хируршки зафати. И вика: ово општество е толку сурово што мислам дека треба да ни ја наметнат одговорноста да избереме дали сакаме да бидеме во брак или не. Лоз, во кој свет живееме ние? Замисли, имаме таква одговорност. Сепак, предпоставувајќи ја неизвестноста и сложеноста на овој револуционерен настан, без оглед на конкретната временска рамка, она што е јасно е дека сингуларноста представува монументална промена во траекторијата на човековиот напредок, потенцијално редефинирање на нашиот однос со технологијата и самата природа на интелигенцијата. И многу е интересно што вакви сериозни думи во секој расказ Магда ни открива, односно ни најавува. Знае еден расказ да биде и еден параграф, меѓутоа знае еден расказ да биде и по 7-8 параграфи, 3-4 страни, и дополнително да има одредени поенти кои што теоријата практички на сингуларноста се најавува, посебно заради тоа што системите за вештачка интелигенција стануваат способни се повеќе да учат и да осознаваат и да се развиваат независно од нашето влијание. Во еден друг текст Магда пишува: подобро ми е да умрам, не можам да ја гледам веќе оваа дехуманизација. Не, полека. Сега ќе го средиме нивото на хормони. Знаеме дека плачењето беше забрането во 2030 година. Понатака во друг расказ, часовникот кој него мереше времето, расказот започнува со: Тими Ворд се запознаа на почетокот на своите студии во 2045 година. Во таа година секој човек од градот на левата рака носеше паметен часовник на кој секој ден му растеа перформансите. Првично, часовникот беше создаден да ја олесни комуникацијата помеѓу луѓето во смисла на испраќање на пораки. Понатака сами ќе може сите да прочитаат. Меѓутоа, она што е многу интересно е што паметните часовници ние сите ги носиме и се елемент на модно препознавање, нели? Меѓутоа, она што и мене во моментот кога размислам ми доаѓаат многу англиски зборови и термини со кои што ги објаснувам работите, односно ги дефинирам, е нешто кое што наметнува одредени ставови и стилови, и мислам дека сите овие случувања кои што многу умешно Магде ги дефинира, посебно ги обопштува со еден расказ во кој што има смислено еден неверојатен концепт, тој се вика намероскоп. И тоа е многу интересно заради тоа што тој намероскоп уствари треба да не натера нас сериозно да се замислиме дали навистина тој намероскоп ќе успее да ни ја промени иднината, дали ќе успее да ни ја наговести иднината, дали ќе формираме некоја алатка со која што ќе можеме да претпоставиме иднината, да ја зацртаме. И стилски, навистина, кога ќе ја прочитате оваа книга, кога ќе се нурнете во неа, верувајте ми дека се чита во еден здив. И едноставно секој нареден на расказ, заради тоа што прагот Магда ќе го надмине веќе со Зерина во првиот расказ, веќе понатака се останато што ќе дојде толку трезвено и толку несвесно прифатливо, меѓутоа толку стилски емотно, заради тоа што јас дури сметам дека со ова четиво Магда останува сериозно, ќе остане сериозно запаметена во иднината, дефинитивно, и ќе пишуваат во однос на овие
скромни обиди, поготово сега во овој месец од бременоста, нели? Она што е многу битно е дека тие предизвици промовираат културна различност, нели, креативноста како најбитна нишка, меѓутоа дополнително ова е на некој начин обид, бидејќи сите оние технолошки тенденции или полека не обликуваат и нас како луѓе идејата да се идентификуваме со западната култура и западната цивилизација. Меѓутоа Магда наметнува малку поинаква колективна имагинација на македонецот преку призмата на останатите и она што нас секогаш ни недостигало е можеби тој намероскоп ни фалел од после Втората светска, поготово 91 година навака, да можеме да го определиме после 2030. Јас ти благодарам многу што ме покани денеска и ти благодарам за идејата да ме вклучиш воопшто во ваква авантура, заради тоа што даде нова димензија на моето истражување и дополнително го потврди сето она што и мене ми беше како дилема и став. Така да ве моламе да аплауз за авторот И за промоторот. и искрено ти честитам многу. Ти благодарам, Лаза. Таман кога мислам дека глатко ќе помина промоцијата, ги имаме само тие свечени моменти кога нели се разговара со авторот и ќе се случи да можеби некоја кратка рецензија од промоторот. Така Лаза ќе ме предизвика да си кажам нешто, така што еве уште малце ќе го фокусирам вашето внимание на овие теми. Имено би сакала да одговорам на се она што го кажа ти досега. Овие техники кои што се користени за да се напише расказот, мислам тоа не е измислување топла вода. И сега кога зборуваше ти, мене ми текне на Сократ кој што вели, мислам ја тотално неспремна доаѓам на оваа промоција, не ни размислував што ќе зборувам. Тоа е ад хок и секогаш се водам од тоа како ќе ме понесе енергијата и каква ќе биде мислата. И дали мислата доволно ќе ме заинтригира за да можам да дадам соодветен фидбек. Со однос на тоа дека оваа мисла ме предизвикува, Сократ во еден свој диалог, имаме тука филозофи доста во публикава, ќе се сетат на таа референца, вели, кога го почнува диалогот со Менон, вели јас треперам како риба. Е сега вас ви е чудно кога читате еден Сократ, кој што е таква една величина од човек, кој што во диалозите секогаш изгледа многу стамено, многу рационално, многу предвидливо, многу некогаш и перфидно, мудро и така натаму. Читате дека човекот уствари има многу големи проблеми затоа што он трепери и има некоја своја неизвестност. Меѓутоа тој сите своји диалози и сите разговори ги почнува со таква неизвестност затоа што е тотално непредвидливо што он ќе каже. Тоа не се техники кои што ги усовршувате, не се техники кои што се дел од некоја научна методологија, не е некој научен пристап, туку тоа е потполна креација и таа креација има слобода и затоа не се потпирам често на напишани текстови или нешто што треба да се сетам дали ќе го кажам, нотирам и тоа што сум го размислувала претходно. Се давам потполна слобода, а слободата значи понекогаш и да правите грешки, понекогаш да правите и дигресии. И тие дигресии понекогаш произлегуваат такви предизвици кои што ти ги нарече храбри. Меѓутоа и поентата на самата книга, како што и поентата на филозофијата како наука, и тука имаме нели јас и ти разидување многу често. И многу често дебатираме околу таа тема, треба да се договориме околу тоа дали воопшто задачата на филозофијата е да даде одговор на нешто. Јас мислам дека не е и мислам дека филозофите ќе се сложат со тоа дека ние буцкаме таму кај што другите не смеат, али не даваме одговор. Така е, затоа што одговор има мноштво, нема ниту еден точен одговор. И тоа е веќе статусот на вистината и лагата, веќе светот не е бинарен и не функционира ова е вистинито тврдење, ова е лажно. Класичната логика одамна заврши ерата на класичната Аристотеловата логика, дојде време на некласични логики и модалитетот на измеѓу вистина и лага е многу голем. Тоа е еден од сегментите кои што се обработува во самата книга. И мислам дека вештачката интелигенција го презема
тој дел на интелектуалното, на интелигибилното, и тоа мислам дека не е толку голем проблем во науката, затоа што сега се наоѓаме во сала на археолошката сала при музеот, и во археологијата сега е многу паметно, да кажем, се користи вештачката интелигенција, затоа што ако имате реконструкција на некој настан или реконструкција на терен, можете со мозаик или со некоја техника, сложувалка да направите парче кој што фали од предметот, што е археолошки релевантен. Во други науки исто така се применува вештачка интелигенција и тоа е потполно паметен начин на користење на вештачката интелигенција. Она што е сега проблем за уметниците кои што зборуваат за оригиналност и за авторство и за неповторливост, е тоа што еден софтвер на вештачка интелигенција може да ви изгенерира расказ, кој што е дел од книжевно дело, од уметничко остварување, и при тоа публиката, односно читателите, многу тешко можат да препознаат дали е тој авториран од човек, од човечки мозок или од вештачка интелигенција, и тука имаме криза на авторство, затоа што ни фалат критериуми за тоа што е уметничко, а што е неуметничко. Ние не можеме да се договориме околу тоа што е статусот на уметничкото. При тоа применувам Турингов тест, верувам дека тие кои што се занимавале со когнитивна наука знаат кој е Туринг, тоа е многу познат, еве накратко ќе објаснам. Прави експеримент со тоа што поставува, позиционира различни типови на луѓе, односно студенти, еве да речеме, кои што комуницираат со компјутер, и нивната задача на крајот ќе биде да препознаат дали воопшто комуницирале со компјутер или со човек. И тоа увидел заклучокот дека е исклучително тешко да препознаеш дека комуницираш со компјутер, затоа што компјутерот е доволно софистициран да те убеди дека разговараш со човек. И ова е некоја модификација на Турингов тест што го правам со тој расказ кој што не е мој, тука е напишан од вештачката интелигенција, и сега многу ми замеруваат, викаат ти нас читателите не третираш тука како експериментални глупци, ние да ти одговараме дали расказ некој што си го напишал да погаѓаме онака на типка. А меѓутоа не е тоа поентата, напротив, поентата е читателот да биде вклучен, да биде ангажиран. И поентата е баш таа критичност што ти ја кажа. Сега велиш размислувам многу често кога ќе го прочитам расказот, па дали е тоа поентата на расказот или можеби е некоја друга. Поентата е баш читателот да се доведе у една крстосница, у една поретична, безизлезна ситуација, и да може да ги види сите перспективи, а да нема ниту еден одговор. Затоа што само така кога ќе се ангажираме ние со нашето свесно, можеме да ги сватиме и собствените предизвици како род и она што ни го наметнува вештачката интелигенција. Што сакам да кажам и да извлечам како поука, при тоа да не бидам многу долга. Не е проблем тоа што ние препуштаме некој друг да го меморира бројот на телефон на нашите блиски, место нас да користи, не знам, говор, подобри фрази, подобар израз, не знам што све спаѓа во когницијата. Во интелигибилното на човекот проблемот е кога ќе носиме етички одлуки. Јас баш за тоа размислував пред некое време. Етички одлуки кои што се однесуваат на избор на брачен партнер. Многу ми е полесно софтверот на вештачка интелигенција да ме спои со некој врз база на некои перформанси, карактеристики, генетика и така натаму, за да не дојде до грешка. Но комшиите биле за тоа порано. Па да, комшиите биле стројниците. Стројниците. Така, има културолошки димензии околу тоа. Не се за слободата, исто така за мирот и така натаму, тоа се се категории етички кои што се врзани со одлуките на луѓето. Ама по друга страна кога размислувам, си велам сега маркетингот е толку навлезен во човек кој што е конзумент, да ние не правиме одлуки, денеска сме толку пасивни, да не правиме одлуки ни што ќе купиме у маркет. Ние се лепиме за реклама и ние мислиме дека тие одлуки се беззначајни, меѓутоа тие одлуки носат некакви последици. И сега, да, ако го гледате човекот денеска, тој е комотен, оди на одмор, не се замара многу, има време за културен живот, денеска сите се занимаваме со култура и тоа е нели поентата на Маркс да ни го олесни животот, технологијата, ама од друга страна ни ги украде можностите да одлучуваме. Тука е проблемот. А можностите да одлучуваме на некој начин нас не, како да кажам, не спасуваат од одговорност, давајќи ни слобода, ама више не знаеме што да правиме со таа слобода.
Оти немаме концепт. Ма така беше и у бивша Југославија. Јас не се Имаш сеќавам. фрижидер 30 години Не ти се работи сеќавам и на тоа тоа е тоа, време. не мора да купиш друг фрижидер, така? Имаш горење, телевизорот да и ниш. Да, ама види, секој е жртва на своето време, ја не можам да го коментирам тоа, да. Меѓутоа и преголем избор, де факто, значи немање на избор. Дигресија. Да, дигресија и мислам дека тука треба да завршам, затоа што... Не. Да, затоа што сакам... Завршај. Или уште нешто да кажам. Јас би сакала и вие да се вклучите само малце од наша страна и надмено изгледа, ние се збориме за книгата, јас и ти сме си ја прочитале, луѓето пред нас не ја прочитале книгата и сега ние им збориме за книга што не ја прочитале и се правиме паметни можда. за една Мислам, недела да се така видиме делува. тука, ако не. Па да, ќе мора да организираме уште нешто екстра. Ама Благодарам. го продолжија работното време на 6. Уживам аплаузи. They call me a god. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel.